Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство континуирано продолжува со навремена грижа и посветеност во земјоделскиот сектор. Како партија, постојано вложуваме и работиме во интерес на земјоделците и нивните потреби. Токму во таа насока е и новиот модел на субвенционирање. Новиот модел значи повеќе пари за земјоделците, насочени за стратешките култури, кои ќе поттикнат остварување на зголемен принос и подобра следливост на производството, кое директно значи намалување на сивата економија. Предложениот концепт ги опфаќа сите земјоделски гранки пред еднакви и правични услови за добивање поддршка за развој. Предложена е зголемување на поддршката за сточарството преку систем во кој ќе се намалат појавите на можни злоупотреби и дополнително исплатата за предадено млеко да се исплаќа побрзо, месец за месец. Новиот модел покрај субвенциите опфаќа забрзан развој преку инвестиции кои се предмет на поддршка преку програмата за рурален развој. Конкретно, ќе се промовира концептот деловен план, насочен за поддршка на малите производители и на регистрираните земјоделци. Покрај мерките за млад земјоделец и рурална жена се предвидува нова мерка за поддршка на бизнис план до 10.000 евра, каде се планира поддршка на помалите фармери чија основна дејност е земјоделството за инвестиции и проширување на производството или инвестиции за производство на расад. Како нова мерка ќе стартува и поддршката во ангажирањето на советодавни услуги, кои ќе им помогнат на земјоделците полесно да ги следат сите повици навремено да аплицираат на нив. Предлагаме и нова мерка за поддршка во смарт земјоделство, каде ќе поддржиме инвестиции во примена на модерни IT технологии за автоматизирање на производството. Со предлогот предвидуваме посебна програма за задруги со зголемена поддршка за земјоделските задруги, односно развој на задругите за преработки во финални производи. Кај органското производство, предлагаме како корисници на оваа мерка да бидат земјоделски стопанства кои имаат сертифициран растителен или сточарски органски производ. Предлагаме наместо процентуална исплата по хектар како до сега, да се врши исплата по произведен килограм или литар органски производ. Преку формирање на осигурителен пул од државата, работиме и на системско решавање на проблемот со штетите од природни непогоди, каде ќе биде осигурено земјоделското производство. Почитувани, сите овие предлози беа презентирани пред членовите на Агросоветот, кои едногласно ги одобрија и ги оценија како значајна реформа во земјоделскиот сектор со која се решаваат долгогодишните проблеми на земјоделците и се развива македонското земјоделство. Приоритет на СДСМ како партија бил и ќе остане земјоделскиот сектор, токму во таа насока се постојаните реформи и континуираната грижа за земјоделците. Продолжуваме да работиме посветено и во интерес на земјоделците. Благодарам.